Замислете народ и религија, скриени високо меѓу планинските врвови. Луѓе кои живеат таму каде што историјата често се испишува гласно, а тие тивко избираат да ја чуваат својата. Изолирани, но не и отсечени. Во срцето на случувањата, а одлучни да останат своји. Народ кој носи својата традиција не како товар, туку со гордост, внимателно, достоинствено и далеко од вревата на светот. Во северниот агол на Голанската висорамнина, таму каде облаците се сретнуваат со камените врвови, е Маџдал Шамс, или на македонски кулата на сонцето. Тука живее заедница чиј идентитет е вткаен од историјата, молкот и вербата. Тоа се друзите, народ без татковина, но со длабоки корени. Луѓе кои не се бројни, но се непоколебливи. Друзите не се верба која се шири, туку се завет што се чува. Нивната религија е таинствена, не од срам, туку од светост. Само доколку двајцата родители се дел од друзе народот, може да станете дел од оваа религија. За сите останати тоа не е дозволено. Само мал дел од нив имаат пристап до целосната духовна доктрина, која пак не е напишана во ниту едно свето писмо, туку се пренесува од колено на колено. За нив животот е верба во себе, преку чест, лојалност и заедништво. Зборот тежи колку камен, а ветувањето е свето како молитва. Маџдал Шамс не е обично село, тоа е раскрсница на идентитети. Сириски во срце, израелски по документи, а друзе во душата. Од прозорците на куќите луѓето гледаат кон Сирија, земја која им е блиска по крв, а далечна, иако се на самата граница. Од мојата десна страна е Маџдал Шамс, град под контрола на Израел. Лево е границата со Сирија и Сирија. Голанската висорамнина важи за едно од најоспоруваните места на планетата Земја. Вулканското плато кое важи за портан кон Дамаск и кон Сирија, уште од далечната 1967 година е под контрола на Израел. Војната во минатото поделила цели семејства, а поради новата линија на контакт меѓу Израел и Сирија, голем дел од роднините од двете страни за блиските дознавале преку мегафони од околните ридови. Доказ дека крвта не признава граници. היום ישראל לא בגבול הזה, היא בפנים. כל הכבישים האלו חדשים. אז תסתכל עליו, היא באזור ער, כאילו לפחות 25 קילומטר מכאן. Но дури и овде, новие височини каде времето понекогаш изгледа како да мирува, болката не прашува каде ќе удри. Случувањата во регионот не го поштедија ниту Маџдал Шамс. Пред неполна година, ракета истрелана од Хезбола го погоди фудбалското игралиште во миг кога таму играат деца. Гласни, живи, безгрижни. 12 животи изгаснаа, деца на возраст од 11 до 16 години. Меѓу нив, браќа и сестри, братучеди, соседи, соученици. И Венес Сафади. Незиниот татко Адам не пречека токму на тоа игралиште. Гордо говореше за неговата ќерка, иако неговиот поглед беше вперен некаде далеко во хоризонтот. ביום הזה, בשעה 18 דקות, שיצאה אזעקה, כל הכפר עמדה על הרגליים. אנחנו לא רגילים לזה. פתאום תוך שניות שמענו את הפיצוץ. רק הגעתי לכאן וראיתי את העשן השחור, לקחתי אוויר, אמרתי בוא, הולך להיות משהו אחר. נכנסתי לפה בתור איש סגל רפואי, רק נכנסתי מהשער, לצערי. Во срцето на религијата на друзите лежи едно необично и моќно верување – реинкарнацијата. За нив смртта не е крај, туку премин. Секоја душа, велат, се раѓа повторно, веднаш и без одлагање. Поради тоа, тагувањето е ограничено. Само 2 месеца им се дозволени на најблиските. Повеќе од тоа, веруваат дека ќе наштети на душата во новиот живот. Ќе ја донесе немир, болест, несреќа. Телата не се погребуваат на традиционален за нас начин. Наместо тоа, нивните коски се чуваат во семени гробници, како символ на припадност, но и како знак дека телото е минливо, а душата вечна. Денот го завршивме во домот на Фаузи Сафеди, каде не бевме гости, туку дел од незиниот мал свет. Дом каде се зборува и арапски и еврејски, каде спомените од минатото живеат заедно со надежта за иднината. גדלת בו ב-500 מטר, נולדתי, גדלתי, התחתנתי באוקראינה. התחתנה בחור מהכפר, עם 15 שנים בסן פרנסיסקו, יש להם 2 ילדים. למדתי עברית אחרי גיל 55, אני עברתי קורס בכפר. На ѕидовите од незиниот дом фотографии на роднини во сириска униформа, од времења кои денес изгледаат како нечи туѓ сон. Но покрај тие спомени, со почит зборуваше за израелските војници кои, како што кажа, секогаш се добредојдени.
Кај нив велат мора да се изедат најмалку 3 чинии, за домаќинот да не помисли дека не сте сретни или пак не ви се допаѓа оброкот. И ние јадевме, не од учтивост, туку од срце. И јагнешко, и хумус, и пилав, и салати, пита леп и сок од калинка. За крај со традиционално црно кафе и кутија со цреши како подарок за сладок пат, да заминеме со чувство дека видовме нешто ретко. Едноставен живот кој обстојува меѓу граници, загуби и неизвестности. На место каде височините се стрмни, се потсетивме дека достоинството и хуманоста знаат да бидат најсветли таму каде што светот некогаш изгледа најтемен.